Топ тема, добро вечер. Во одвоени изјави, премиерот Ковачевски и лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски ги повторија своите непомирливи ставови за идните чекори од кои зависи дали по завршувањето на скринингот Македонија ќе го отвори првиот кластер или преговарачкиот процес ќе застане во ноември со испораката на скрининг извештаите. Премиерот најави прво експертски дебати. Мицковски повтори поддршка за уставните измени од ВМРО ДПМН нема да има. Зошто во услови кога е јасно дека двотретинското мнозинство е далеку од достижно, власта го означи за мај почетокот на дебатата. Вечерва во топ тема про и контра. Зошто за или против уставните измени за внесување на бугарите во уставот? Од што стравува опозицијата, а кои се аргументите на власт? И ако не се случат во овој собраниски мандат, кога и како? Аргументите вечерва ги соочуваат. Ненад Коцич, пратеник на СДСМ, добро вечер и добре дојдовте. И Игор Здравковски, пратеник на ВМРО ДПМН, добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и благодарам на поканата. И вообичаено со дебатата почнуваме по првата пауза за реклами. Бидете на тело. Во услови на крајно спротивставени позиции, во ситуација кога двотретинското мнозинство е далеку од достижно, власта веќе најави дека од мај почнуваат консултациите за измени на уставот, за исполнување на главниот услов за продолжување на преговорите за членство во Европската унија, а тоа е внесување на бугарската заедница во уставот. Експресен одговор на таквата најава од премиерот Ковачевски стигна од лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Со вообичаеното нема шанси. Во овие околности тоа нема да се случи. Еве ги нивните петочни изјави како вовед во вечерашната дебата. Уставните измени не се туркаат и не се протуркуваат, туку уставните измени се гласаат во собранието на Република Северна Македонија. Уставните измени се една од одлуките за кои што е потребно двотретинско мнозинство до нашето полноправно зачленување во Европската унија. Бидејќи со двотретинско мнозинство ќе треба да се носат и измени во обвинителската сфера, во судската сфера, во децентрализацијата, во реформите на јавната администрација. Тоа се се двотретински закони кои што поминуваат во државата. И затоа треба да изградиме широк, општествен и национален и политички консензус во однос на тоа дека овие прашања се за иднината на државата. И парламентот има обврска заради граѓаните да носи одлуки со кои што и нашата држава ќе стане земја членка на Европската унија и целиот овој регион ќе биде дел од Европската унија. Такви разговори нема во моментов. Меѓутоа јас и во моето експозе при изборот на министри и заменици министри при реконструкцијата која што заврши вчера, кажав дека оваа влада останува отворена за сите политички партии, поединци и организации кои што сакаат да се приклучат на Сојузот за Европа, односно на Европскиот сојуз, кои што сакаат да учествуваат во носењето на одлуки, кои што ќе значат побрзо зачленување на државата во Европската унија и кои што ќе значат носење побрзо и поефикасно на реформските закони за сите значајни области, од владењето на правото, економските мерки и така натаму во собранието. Така да доколку било која партија оцени, врз основа на своите програмски определби, врз основа на својата визија, врз основа на своите одлуки, дека сака да биде дел од оваа влада, тогаш вратата е отворена. Кога ќе го прашате народот, огромно мнозинство вели да, ние сакаме Европска унија, но малте не акламативно, со консензус македонците велат не прифаќаме промена на уставот, а огромно мнозинство се против францускиот предлог. Граѓани, дали се македонци, албанци и така натаму. Значи ние имаме проблем. Затоа велиме ајде на избори, па секој од политичките чинители да понуди решение за решавање на овој проблем, затоа што составање пиштол на глава не се решава овој проблем. Нема да го решат така. Нема дека повторно зуши да ги тегнат и да ги носат во парламент. Такви нема сега. Јас ви гарантирам дека нема. Дали сметате дека Така што, само да завршам, така што, ќе се вратам на првиот дел од она кое што кажав. Ние седнавме, ако се сеќавате, во клубот на пратеници под председателот Николовски и пратеникот и членот на извршен комитет Милошевски,
седна, тогаш беше пратеникот Трајанов, од таа страна беше Бојан Маричич или веќе не знам кој све, и ние кажавме што ни пречи. Јас седнав со Ковачевски и му кажав што ни пречи. Ние сме седнале веќе и сме кажале што ни пречи. Не гледам причина зошто повторно истото да го повторуваме. Нема нешто сменето, нема околности сменети. Не сме излегле ние пред народот да му кажуваме на народот дека ќе менуваме устав. Ние сме излегле пред народот како и они да обезбедиме иднина, да обезбедиме подобар стандард, да обезбедиме повисоки плати, поквалитетно здравство, подобро образование. Они све ова прават обратно, а испорачаат тоа што не ветиле, односно се обврзаа дека ќе испорачаат тоа што не ветиле, а тоа се уставни измени. И конечно да завршам, до кога Македонија и народ во Македонија, за да направат некој чекор напред во интеграција меѓународна, ќе треба да го менуваат уставот. Па уставот ни стана пиши бриши. Да му е срам на човек, а со сите уставни експерти со кои што разговарам, сите истото го вика. Па ваков срам никој повеќе, нити една држава во Европа не дојде. Доста е веќе дека престанат со глупостите. Треба да работиме да ги решаваме реалните проблеми на граѓаните. Никој не ја смета оваа операција на менување устав за реален проблем. Никој не ја ни смета како проблем. Тоа беа пораките на лидерите на двете водечки партии од власта и опозицијата. Коцич, која е потребата со оглед на вака познатите одамна позиции на ВМРО ДПМН, однапред да се најавува некој процес кој што би почнал некаде дури во мај? Добро вечер, благодарам за поканата, поздрав до вас и до сите гледачи на Телма телевизија. Парламентот е највисокиот законодавен дом во оваа држава и претениците имаат обврска да носат одлуки во интерес на народот и во интерес на иднината на државата. Реално погледнато, ова со внесувањето на Бугаријата во Уставот, што го прифативме со прифаќањето на преговорачката рамка, беше замена за радикалните ставови изгласани во Бугарското собрание 2019, мислам, со кој што се наложуваше да ние се откажеме од нашата историја и да признаеме дека сме биле бугари до 1944 година и се направи практично бришење на овие нивни радикални ставови и како еден од условите беше прифатен, односно предложен од страна на Европската унија да нивното малцинство кој што живее во оваа држава биде внесено во Уставот. Тој е предлог кој е дојден од Скопје. Лично, како човек, не сум против ниедна нација и не сум против споменувањето на било која нација во нашиот устав, нити на тие што се чувствуваат бугари, нити на хрвати, нити на, не знам, египјани кои што бараат да бидат внесени во Уставот. И сметам дека со внесувањето на бугарите во Уставот, практично ние ќе направиме како држава јасна дистинкција дека постојат два различни народи, македонски и бугарски, во нашиот устав признаени, дека паѓаат во вода нивните тврдења дека станува збор за два исти народи. За мене овие инетливи ставови на ВМРО ДПМН не се ништо друго него создавање на клима за уште една криза која што тие сакаат политички да профитираат, меѓутоа за жал тоа не оди во интерес на еднината на оваа наша заедничка држава и не оди во интерес на напредокот. Европската унија лани званично објави на 19 декември дека преговорите за влез се започнати. Скрининг процесот започна септември месец. Тој си тече, некаде до октомври, ноември ќе тече и сметам дека со тоа што ќе ги внесеме тоа бугарско малцинство кој што живее во Македонија, нема да ги нарушиме, напротив, ќе ги подобриме нашите позиции и во Европската унија и ќе се само разграничиме, односно ќе покажеме дека не сме ист народ со бугарите. Здравковски, ако е јасно дека уставните измени се проблем со кој, хипотетички да ги прифатиме сите тези дека и ќе победите на следните избори и ќе успеете да формирате влада, останува фактот дека тоа ќе биде првиот проблем со кој што ќе морате да се соочите. Зошто тогаш овој наратив дека тоа е прашање кое што
е небитно, како што рече Мицкоски, или како што во оној дел од изјавата кој што не го слушнавме, но многу пати досега е повторено, па само ќе го интерпретирам, дека не станува збор за уставни измени, туку за спас на интерпретирано, сублимирано сите квалификации оваа криминална влада. Па вака, добра вечер и од мене, најпрво да ве поздравам, да ги поздравам гледачите. Сметаме ние дека апсолутно нема никаква потреба од уставни измени, како што она е наша позната реторика долго време наназад. Ние добиваме мандат од граѓаните за да ја носиме Република Македонија онаму каде што треба, а тоа значи подобар животен стандард, подобро здравство, подобро образование, подобро земјоделие и така натаму, и апсолутно нема никаква потреба од промена на уставот со дополнување на било која националност, затоа што сепак во преамбулата таму каде што се наведени македонци, албанци и они останатите, има и други. Тоа други прави јасна дистинкција дека дополнително имаме други националности, меѓу кои бугарите, црногорците, хрватите и така натаму, кои што се дел од овој народ кој што живее во Република Македонија. И навистина сметам дека еве се искористи целата прилика во овие последни години од страна на сите соседи кои што можеа да нападнат целата она неконструктивност на претходниот реформатор во Република Македонија во ликот и делото на премиерот Заев, и сите ја искористија онаа слабост и на економски план и на меѓународен план за да додадат некакви дополнителни барања. Навистина јас немам апсолутно ниту против бугарите, ниту против било која нација или националност, меѓутоа не е време, затоа што покрај внесувањето гледаме дека со прифаќањето на францускиот предлог се обврзуваме на дополнителни услови преку исполнувањето на оние член 8 и член 12 од договорот за добрососедство со Бугарија, кој што беше подпишан од Зоран Заев и од Бојко Борисов. Сега ова е малку поразлично, не гледам потреба од уставни измени, од она што претходно го имаме слушано, немаме проблем со уставни измени, но не во овие околности и не под овие услови. Апсолутно, затоа што оние договори на кои што се базира францускиот предлог се штетни за Република Македонија и од тука потекнува опасноста која што би се случувала во иднина. Јас сметам дека еве и Коцик треба да биде свесен, како и останатите пратеници од СДСМ, и да гледаат малку подалеко сежно. Значи, со оваа обврска која што е преземана од владата на Ковачевски, Османи и Маричич, ние апсолутно се наоѓаме во некаква подредена позиција и оставаме простор на Бугарија понатаму постојано во процесот на преговори да дава нови и нови услови и да дава од друга страна вета. Коментар, ако може, да. Значи, класично ретерирање од ставовите кои што ги има пред само половина година ВМРО ДПМН. Ако се сеќавате, во собранието, на протестите пред собранието, зборуваа дека со прифаќањето на францускиот предлог ќе станеме бугари. Дека ќе зборуваме западно-бугарски диалект и дека ја продаваме нашата историја, култура и идентитет. Тоа беа зборовите на скоро сите пратеници во Македонското собрание. Сега доаѓаме во една фаза каде што викат, да, меѓутоа они постојат во други. Мислам дека на целиот народ кој што ја следи состојбава му е сосема јасно дека не представува проблем внесувањето на било кое малцинство во уставот, затоа што секој човек има право да се чувствува како што сака. Единствената желба, ова го докажува, е дека ВМРО ДПМН имаат една единствена цел, тоа е враќање на власт и продолжување на процесите кои што беа запрени 2017 година. Зарем не гледате што се Вие знаете дека ние во собранието не го гледате Џамбаски што прави. Вие Џамбаски не го гледате Радев може што да прави. прави што сака. Не го гледате Каракачанов што прави. Со Европската унија. Каракачанов не ни влезе во собранието бугарско. Преговарате, има скрининг процес, нема почнато преговори. Кои што ги отвараат клубовите во Бугарија и во Охрид, во Битола и во Охрид, се извинувам. Значи, имат истата префикс ВМРО, они се БНД, како се викаат, ви имате ДПМН, тоа е нивна работа, меѓутоа, ние не преговараме нити со Џамбаски, нити со таквите националисти како него. Мене ме загрижува што наши декларирани експерти шират хистерија дека ние го продаваме, например, кога беше изјавата за
македонскиот јазик од наша страна кажана, некои големи експерти таму тврдеа дека тоа е капитулација на македонската држава. Зошто? Затоа што пишувало дека јазикот, литературниот јазик бил врз основа на централните говорни Ајде да се подрачи. вратиме по-конкретно Тоа е на вистината, она што е... Значи ние сме Не горди гледате како комисијата Велешани на колку- тоа, така е. Така е. Охридско, Гледате колку Прилепски, Велешки, дейци комисијата Крсте ги Петков прогласи за Мисликов, заеднички кои што Крсте немаат Петков апсолутно Мисликов никаква кажува врска. тоа. Утре И ќе сега дојде наши ред гемиџиите да ни ги само прогласат за завршам. бугари. Не. Значи ние го живееме тоа што гемиџиите го сонува. Гемиџиите ги кренаа бродовите во Солун, за да Гемиџиите беа Европа интелектуалци кои слушне што се за бореа за македонците. Македонија. Да, Не, за ниту за Европа Северна, да ниту за слушне Бугарска, за ниту за било Македонија каква и за Македонија. македонците. Сега ние тоа го живееме, ние седнуваме на таа маса со таа иста Европа. Далеку сме од таков живот кој Не. со слитка Значи, на Ајде кичка малку, сме ве молам, ќе ви на оставам гемиџиите. простор за дебата која што ја милувате, но прво со неколку конкретни прашања. Здравковски, дали ова значи дека уставни измени не опфатени се под другите? Дали тоа значи целосно отфрлање на преговарачката рамка? Апсолутно дека сме против уставни измени. И апсолутно дека што побрзо се случат наредни избори, ние ќе го поставиме тоа како прашање до електоратот. Дали ќе добиеме поддршка и на каде би се движела Република Македонија, тоа ќе зависи од нивната волја. Што ќе ги Ние прашат? легитимитетот го црпиме од нив. Дали, на последното прашање, дали сте за внес на бугарите во Уставот во Република Македонија? Гледаме една анкета која што испадна пред неколку дена, каде што доминантно, значи 80% од македонците велат дека се против. Може би понатаму тековно ќе се најде некаков модул или модус како би требало да се измени со менување и така натаму на договорот за добрососедство, или пак тековно ние доколку ја зајакнеме економијата, здравството, образованието, ќе си ги зајакнеме позициите, па би можеле да смениме некаква методологија по примерот на Србија и Црна Гора, или пак граѓаните можеби ќе се изјаснат дека ги сакаат бугарите во Србија и уставот. Црна Гора што сменија во методологијата си? Сменија некои работи. Не сменија, туку беа принудени новата методологија која што не се однесуваше за нив, сега да може се би доколку однесува и за имаме нив. подобра преговарачка позиција, резултатите кои што ги смениме тоа. резултатите кои што ги споменавте од таа анкета на Институтот за демократија Социјета Сивилис, на прашање на патот кон него, дали сметате дека Северна Македонија треба да направи уставни измени за внесување на бугарите, огромно мнозинство од граѓаните, вклучувајќи го и бугарското малцинство, 65% се не, 26% да, не знам 7%. Колку сметате дека со ваквиот пристап кој што го имате, вие како што ве обвинува власта и дел од невладините организации дека комплетно сте го киднапирале процесот на преговори во сопствените редови, а вие со негирање на се и со оваа констатација, вие со никого не преговарате, а всушност преговара државата, колку заедно со ваквите меѓусебни обвинувања, без конкретна, искрена, прецизна дебата за се што е опасност, замка, реалност, придонесувате всушност за ваквите резултати? Добро, прво, факт е дека евроскептицизмот е нешто зголеме во однос на оно што беше пред некоја година. Меѓутоа, исто така е факт дека оваа хистерија која што се шири од страна на предсе на ВМРО ДПМН, па и овој нивни партнер во опозицијата Левица, и нивниот политички наратив дека ние треба да се откажеме од нашиот идентитет, јазик, култура и историја, внесува страв кај граѓаните. Меѓутоа, сакам да покажам, да изјавам пред македонската јавност. Оваа држава, овој народ, ќе влезе во Европската Унија само како македонци, со горди на својата историја, кои што говорат македонски јазик и со својот македонски идентитет. Никој не може да ни наложи ние да влеземе, доколку некој сам не се откаже од својата државјанство, односно националност, под
друго име или под друг. Ако тоа што е став на ВМРО ДПМН, без оглед дали се согласувате со тој став или не, го нарекувате хистерија, каде е вашата одговорност како влада и како власт која што го понесе целиот процес да ги предочите контра аргументите? Од самиот почеток на емисијата ја видовте ставот на премиерот Ковачевски дека ги повикува на разговор. Во следната изјава Мицковски кажа дека не сака разговори за тоа што они бараат избори. Мислам дека тука станува јасно кој е за заедничка работа во интерес на државата, а кој мисли на секои 15 минути само како да дојде до избори, односно не работи во интерес на државата. Не сметам дека е киднапиран процесот, затоа што за време на гласањето на францускиот предлог ние не ги избркавме насила пратеници од ВМРО ДПМН и левици да испаднат од салата, мислам дека и Павле Тријанов испадна, ако добро се сеќавам. Сакавме ве преброим. Самите испадна од салата и покрај тоа што ги хушкаа граѓаните и викаа дека се продаа државата, носеа маички со не останаа во салата да гласаат против. Мислам дека тоа е доплесно. Напротив, испадна од салата да видиме кои сте со име и со презиме. За жал, да не речам лош збор, меѓутоа малку кукавички, и затоа не сметам дека сме киднапирале процесот. Напротив, сметам дека еве оваа влада предводена од Ковачевски, Маречич како вице-премиер за евроинтеграции, се отворени и ние како пратеници сме отворени за разговори. Како оваа држава ќе се движи напред? Дали заедничка идеологија е да одиме во Европската унија или можеби ВМРО ДПМН треба да исполне пред своите гласачи да им каже дека не е за Европска унија, па нека го брана тоа следните избори 2024 година. Меѓутоа, ние како партија сметам дека имаме конзистентен став дека треба да се направи се, и тоа и го гласавме на 14 јули. Дека единствено прифаќаме француски предлог и ја задолжуваме ова или било која следна влада дека не смее да разговара, да преговара за македонскиот јазик, идентитет, култура и историја. Било која влада. Може вака, јас поред ќе почнам. Прво, за танго се потребни двајца. Она што кажавте дека нешто ќе сме договарале, ќе сме преговарали, истото и што го кажува Ковачевски. Ние многу пати досега за некои работи велиме не, но тие си терат по нивно. Не може постојано за превезот на неуспешност и на неспособноста, вие цело време да кажувате Европска унија, Европска унија, Европска унија. Тоа се гледа како се движат бројките и гледаме дека има зголемен евроскептицизам. Зошто има? Затоа што кога лажевте дека ќе има бесплатно здравство, дека во Европска унија сега ќе влеземе, само што не сме влегле кога го сменивте името противуставно. Ништо од тоа не добивме. Граѓаните се повеќе и повеќе тонат во сиромаштија. Нив не може да ги храни Европската унија, нив треба да ги храни работата и способноста на институциите, на министерствата и на владата. И вие постојано сега се заскривате и нормално е, јас би кажал дека е нормално од страна на Бугарија и на сите останати кои ќе начекаат село без куќиња да имаат нормално повеќе барања. И сега вие кажувате дека еве ќе ги внесеме бугарите, ќе влеземе во Уставот, ќе влеземе во Европска унија. Во која Европска унија, почитуван Коцик, кога ги гледам извештаите од Европската унија, еве утре, односно во среда имаме за разгледување извештај на Европската комисија во однос на предлогот на Македонија. Гледаме дека имаме континуиран пат. Вас никој не ви избрал за менувате Устав. Вие не можете еднаш го прекршивте Уставот, се знаеше како беше 50% плюс 1 и така натаму. Ние бевме против, немавте доблест да седнете на маса, да се договориме. Втор пат пак исто не може да се повтори. Не може да се случи втор пат, затоа што вие не заслужувате, вие барем граѓаните да имаат некаков бенефит, немаат ништо. Гледаме дека се повеќе и повеќе граѓаните се иселуваат, немаат доверба во институциите, не умираат луѓе на улица, не умираат луѓе од сепса, се палат болници во несреќни случаи, нема никаква одговорност. Умираат луѓе во сообраќајни несреќи, нема никаква одговорност. Тоа ли е Европската унија? Мислите дека ќе го покриете со внес на бугарите Уставот? Нема да се покрие. Неспособноста не се скрива. Знаете што е, се извинувам ако прекинав. Знаете што е лицемерие? Кога едно зборувате, друго правите. Зборувате дека сте во Европска унија, а се правите да не влеземе во Европска унија. Зборувате за стандардот на граѓаните. Минатата недела кога владата ја замрза цената на лебот, рипнавте во одбрана на пекарите. Нивната представничка на ВМРО ДПМН ја слушав 2 минути на една национална телевизија и
кажа дека во Штип бил ефтин лебот за тоа што имало таму маласки продавници, немало големи маркети и дека големите пекари требало да се заштитат за тоа што имале кредити. Па никој во стопанството не е заштитен од ваквата политика. Ако тоа е став на ВМРО ДПМН, ниту граѓаните, ниту стопанственици. Јас се срамам што имате презнак народна. Тие стопанственици треба вас да ви донесат леп имена и на сите од администрацијата. Тие стопанственици треба да заработат, меѓутоа ние треба да го заштитиме. Треба да ги заштитите. Джебот на граѓаните, а не да одиме по вашата говорите за увоз на скапа пченица и на скапо брашко, тоа си го заштитувавте екстра профитот. За тоа граѓаните немаат леп. Тоа влегува во доменот на ова што сега го дискутирате, влегува во доменот на она што едните и другите го тврдите дека ви е главна цел да ја донесете Европа дома по инакви стандарди на живење и така натаму, но тоа е легитимна, но не е и тема на вечерашнава дебата. Тема на вечерашнава дебата е ако не сега, тогаш кога уставни измени, бидејќи факт е, господине Здравковски, дека менувањето на Уставот за внесување на бугарската и останатите заедници е услов. Доколку тоа не го прифаќате, тоа значи негирање на преговарачката, отфрлање на оваа преговарачка рамка и блокирање на целиот процес понатаму. Која е алтернативата, односно од што најмногу стравувате? Ајде еднаш би сакал да ве замолам да бидеме конкретни на тема. Кои се најголемите останатите стравувања, ако велите и ако важи претходната изјава, бидејќи сега нешто поинаку изјавивте дека не е проблем да бидат внесени, но проблем се околностите. Може да, тоа е прашање. Јас искрено како човек, доколку ме прашувате, стравувам од тоа што немаме ние реципроцитет. Немаме реципроцитет во овие договори ниту со Бугарија, ниту со Грција, и она што го тврдеа претходно оние од СДС дека МК и МК да биле заштитени, сега гледаме после некоја година се испоставува дека треба да се менуваат таблички, лични карти, пасоши и така натаму, лична документација. Истото и во договорот за добрососедство со Бугарија апсолутно нема никаков реципроцитет, затоа што еве ќе одам конкретно член 11 став 5 Република Македонија потврдува дека ништо од нејзиниот устав и така натаму. Република Бугарија нема тука никаква обврска. Кон Република Македонија нема во ниту еден извештај нема негативна оценка во однос на почитувањето на правата на малцинствата. Кон Република Бугарија има 16 веќе пресуди каде што се вели дека тие не ги почитуваат, таму ништо не се прави, а ние сме должни да прифаќаме некакви услови. Дополнително во членот 8 каде што е наведено во оваа комисија која што ќе треба да се формира и веќе е формирана во однос на образовните, историските факти и така натаму, гледаме дека само од наша страна се прават отстапки. Јас се плашам и стравувам дека постојано, поради позицијата која што има Бугарија и како што кажав, поради слабата позиција на Република Македонија во овие изгледни преговори или преговори во обид за членство во Европската Унија, се плашам дека постојано ќе имаме нови вета, ќе има постојано нови барања, ќе има нови отстапки и во историските факти, и во историските учебници, и на крајот ќе се претопиме во некаква нација која што прифаќа се и се што само за да може да дојде до таа посакувана награда, а додека дојдеме, за жал, ќе го изгубиме идентитетот и ќе ги изгубиме и младите. Котич контрааргумент. Да бидеме конкретни, во нашиот устав моментално пишува дека нашата држава нема територијални претензии спрема ниеден сосед. И тоа ништо не е спорно. И тоа е така. За да се биде член на некоја унија, треба да се има добрососедски односи. Сите членови овдека што пишат во договорот со Бугарија се двете страни. Двете страни. Член 11 став 5. Член 11 став 5 не треба да се толкува дека представува или некогаш ќе представува основа за мешање во внатрешните работи на Република Бугарија со цел заштита на статусот на правни лица кои не се државјани на Република Македонија. Каде е реципроцитетот? Дали ние како членка на Европската Унија можеме да се грижиме повеќе за нашето малцинство кое што живее во Бугарија или надвор од Европската Унија? А зошто сега да не се грижиме? Дали Европската Унија декември 13 минатата година не го отфрли барањето на Република Бугарија со кое што нели се предвидуваше, односно предложуваше да се осуди
односот спрема бугарите кои што живеат во Македонија. Значи Европската унија застана на наша страна. Тоа што Европскиот суд донел одлука во прилог на македонското малцинство, тоа укажува дека ние треба да преговараме со Европската унија, а не со Бугарија. И сега не треба ние да не бараме можеме да станеме бугари затоа што некој ќе сака. Единствено, тој што сам ќе се откаже од својата националност, тоа може да се случи. Меѓутоа, треба да сватиме дека добрососедството е едно од условите за членство во Европската унија. Всушност, ВМРО ДПМН 99 година потпиша договор со Бугарија за добрососедство за да може Република Бугарија да влезе во Европската унија. И за нив беше тоа услов. Значи не е посебно нешто за нас. Меѓутоа, ова што вие го велите дека ние губиме нешто со тоа што ќе ги внесеме бугарите или што ќе имаме добрососедски односи со Бугарија, напротив, не е точно. Апсолутно. Ќе се отворат границите и ќе можеме слободна трговија, економски развој, културен развој. Дали се отварат македонски училишта моментално во Грција? На македонски јазик? Не. Како не спа, значи не ги следите работите? Па не ги следам. Ете, очигледно вие ги следите повеќе, затоа таму нема дозвола македонците да се организираат, како што нема и во Бугарија, затоа што се обврзани со договор да отворат македонски телевизии, македонски клубови. Децата македончиња имаше јавен повик да се пријават деца на наши Коцик, немојте поразите и прифаќате така лесно. Немојте, за вас не чините. Јас сум гор што сум гласал за отпочнување. Вие треба да ги промените личната документација и таблиците. Вие треба некој во тој момент каде бевте кога се гласаше дека сакаме во Европа, а не сакаме на друго место, вие дополнителни трошоци им нафрлате. Меѓутоа, еве, јас велам дека има и добри членови од овој договор за добрососедство, каде што се дефинира дека треба туризмот, дека треба трговија, и тоа е во ред. Економска размена, во ред е тоа. Меѓутоа, овие членови, затоа ви реков, треба да бидете малку подалеко гледи. Немојте да дозволите, еве, барањата кои се, зошто ги брусевте шахтите? Од и Грција побара, така? Зошто сега треба спомениците да ги тргате оние зборуваме за еднината или зборуваме за историјата? Еве и таму. Ајде за еднината. Ајде за еднината ќе одиме. Еве ќе гледаме како се движела Република Македонија во последните неколку години. 2009 година во извештајот имаме оценка 2,52. 2010 2,30, 2011 2,53, од кога е СДСМ на власт. 2017 1,64 заедно со 2018, 2019 1,97, 2020 2,00, 2021 најниска. Може ли да се задржи? Имате почитуван Коцик, критериуми донесени во Копенхаген, во Мадрид, Македонија за заровена држава во времето на Тоа се основните услови за влез. Вашите министри не беа ни во подрумите на Европската унија. Јас не сум ја напишал ова. Фон дер Лајн дојде во македонското собрание само тогаш не свирете. Кој дошол од Европската унија во Македонија тогаш? Заробена држава. Треба да се срамите со времето на режимот на СР Југославија. 34 стиката имате 4 замрзнати години. Ја замрзнаа државата како на северен полгас. Кога беше замрзната препораката за 2013-та и вие се фалите до 2015-та. Се фалите со времето. И затоа имаше промени, наместо да се случи подобрување, имаме уназадување, и тоа многукратно. Од 34 параметри кои што се оценуваат, од 34 поглавја, 24 Коцик имаме уназадување. Заровена во држава. 10 имаме стагнација. Заровена држава бевте со замрзнати преговори. Треба да е срамота да зборувате за времето на груевизмот. Тоа кажува дека како не се срамите. Како не се срамите да не ги подобрувате условите за живот насилничка на граѓаните на Република Македонија, а велите во Европска унија. Во видете колку беше минимална плата тогаш, колку е сега, видете колку е просечна плата тогаш, колку е сега. Макрон за во Демократска република Конго рече немојте да дозволите балканизација. Тоа знаете што значи? Тоа значи вашиот однос на СДСМ. Добро, ако не знаете на власт 6 години, не е ВМРО ДПМН. Да, ма балканските програми од дека ги создава ВМРО ДПМН. Кој беше отворен со бугарските клубови? Членови на ВМРО ДПМН. Ќе се обидам да ве вратам пак на темата. Прашање до двајцата. Дали знаете колку препораки за заедничко одбележување на историски настани има досега согласено комисијата? 2. Ја знам за 2. Здравко.
не знам конкретна бројка, меѓутоа не се согласувам со она што се притиска и за Кирил и Методи, и за Илиндан, и за Гоце Делчев последно и така натаму. 4. И за Григор Преличев. 4 препораки за заедничко одбележување на историски личности, Свети Кирил и Методи, Свети Климент Охридски, Свети Наум Охридски и цар Самуил. Прашање број 2 и до 20. Ова е од првиот препораки, од првиот протокол, подпишан на 10 јуни 2019 година од страна на тогашниот министер Никола Димитров. Кои учебници по историја и за кое оделение треба да се менуваат во Бугарија, а кои во Македонија? Ајде така сега да почнеме од почеток. Заедничко учествување на Кирил и Методи. Не, рековте дека не знаете. Јас ви кажав вместо двајца има четворица. Сакам да ве прашам по-конкретно, еве. Бидејќи разговараме за прашања кои што протоколот е дел, ВМРО тврди дека со него се задира во историјата и така натаму, веројатно треба да имате аргументи. Затоа моето прашање е и до двајцата. Согласно првиот протокол, кои учебници за историја во Бугарија треба да се изменат и кои учебници по историја во Македонија треба да се изменат? Јас претпоставувам дека во Македонија треба да се изменат учебниците по историја за 7 и 8 оделение, каде што се учи среден век, а во Бугарија претпоставувам дека ниеден учебник нема да се измени, затоа што видовме Османи дека не ги почитува и законите во Република Македонија, каде што оној кој што имаше кривично дело го пуштија. За основа на што ја го имам како информација, тоа што ќе биде договорено во историската комисија. Ова е веќе договорено и ве прашувам за нешто што е договорено, е јавен документ. За двете држави. Не треба да претпоставувате кога веќе дебатираме и обедувате јавноста дека нешто не чини, треба да знаете, но еве да видиме котички. Ќе важи за двете држави. Например, сега и тоа не е точно. Според првиот записник, според првите Република Македонија така да не битно е, нели? Не, битно е. Битно е за јавноста да знае за што зборуваме. Зборуваме за тоа дека препораки на заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања усвоени од страна на заедничката меѓувладина комисија согласно за договорот пријателство и добрососедство и така натаму датум 10 јуни 2019 година. Со овој записник се дадени препораки за учебниците по историја за 5-ти клас во Бугарија и препораки за учебниците по историја за 6-то оделение во Република Северна Македонија. Зборуваме за различни работи. Не, зборувам за конкретни прашања. Вака сега, значи конкретните прашања околу личностите кои што се тема на историската комисија. И едното и другото се сегмент на историската комисија. Сакав да видам колку сте запознаени со официјалните документи донесени од страна на владата. Не зборувам за 2019, граѓаните заслужуваат да знаат за 2022. Да. Еве ги за 2022. Јас не знам каде се наоѓаат овие официјални документи, на вистина не сум на интернет страницата на Македонското министерство за надворешни работи. Па тога зашто дебатираме? Добро. Вие тврдите дека и едните и другите, еве треба како неверен Тома условно кој што не им верува ни на едните ни на другите, треба да ме убедите или да ми предочите аргументи дека едниот или другиот е во право. Како ќе го направите тоа ако манипулираме со официјални документи? Вака сега, ако може јас да се доискажам пред да почнем. Заедничкото учествување на Кирил и Методи, тоа беше еден од примерите, постои уште од времето на владата на Љупчо Ѓорѓевски. Ако добро се сеќавам, помалку, ако грешам се извинувам. Учествувале председатели и премиери и од ВМРО ДПМН и од СДСМ на заедничко учествување во Рим. Истото се случуваше на гробот на просветители. Така е. И ние ги дефинираме како сословенски просветители. За основно на што го имам јас како информација за овие договорите досега дека е постигнат договор за цар Самуил и тоа дека во двете држави во историските учебници ќе пишува дека врз основа на, сега парафразирам, ставовите на македонската историја, дека е македонски, врз основа на бугарската е бугарски, а дека ставот генерален е, нели дека секој треба да се заклучи.
Чие И на крај кој ќе биде ставот ако дете учи основно и средно тука? Само да факултет во Бугарија? скажам. Значи, ставот ќе биде одделен како став на историската комисија. Доколку не се постигне договор за некој од овие историски личности, дека значи ќе се констатира дека нема заеднички договор. И кога ќе дојде после член 12 да се види, и тие ќе речат стоп, имаме несогласување по основ на Значи тоа комисијата доставува годишни прашање. извештаи што направила. Сега ќе И блокираме, охрабрена ајде уште еднаш да пробаме да така го решиме. пишува, да ги решава историските прашања. Полска и Германија имаат комисија која што работи повеќе од 40-50 години. Тоа што се договориле, тоа што не се договориле, не се договориле. Моторот знаете како Меѓутоа функционира? јас ви кажав, Со спрега. нас никој насила не може да не внесе во Европска унија. Ако ние сега ги почнеме европските преговори, да ги продолжиме. Не ги почнавме. Треба да како не ги почнавме? Имаме На скрининг. 14 јули нели Па ги ете, почнавме. и пред 2 дена испаднавте со некакви Не, вие се отварање на правите поглавја тука, тоа е проблемот. кои што не се Значи отворени. треба да ги продолжиме во моментот кога ќе ги исполниме тие критериуми, нас не може никој насила да натера Европска унија. Ќе имаме устав, односно повторно референдум, граѓаните треба да дадат дел од надлежностите на Европската унија, тогаш нормално дека никој не Пат, комисијата ниту кажува дали Кирил и Методи биле македонски или бугарски историски личности или така натаму. Еве ќе ви прочитам дел од препораката. Мисионерското дело на светите браќа Кирил и Методи ги поставува основите на христијанската култура и духовност на словенските народи. Делото на свети Кирил и Методи е сочувано и развивано во книжевните центри Преслав и Охрид, кои тогаш се наоѓале на територијата на средновековната бугарска држава, каде што нивните ученици наоѓаат услови за работа. Тоа дава суштествена основа на современите држави Република Северна Македонија и Република Бугарија заеднички да го одбележуваат денот на свети Кирил и Методи. Ова се, господо, официјални заклучоци и кога препораки и кога веќе дебатираме пред јавноста и ја убедуваме дека некој нешто брише или не брише, тогаш треба да ги прочитаме. Видете, суштината, и да докажеме дека во тоа што го спомнавте за 2022 година и протоколот кој што е потпишан на 17 јули 2022 година, прецизно стои, не говорам. Јас сакам да зборуваме што чини, а што не чини. Таму прецизно стои дека ништо од ова што е договорено, а досега е договорено за 4 личности, не важи доколку не биде едногласно изгласано и од едната и од другата страна. И еве, на овој начин сакам да наметнам барем една тема. Еве, дали со ваквиот принцип сме подредени? Вие велите сме подредени. И тука еве, ве молам, спрегата, објаснете зошто, па Коцич да каже зошто смета дека не сме. Сега, доколку не се усогласат ставовите на македонската влада и на бугарската влада, не зборуваме за на доколку не се комисијата. усогласат ставовите на На комисијата, комисијата се активира член 12 став 2 вели заедничката меѓувладина комисија ќе одржува редовни средби еднаш годишно со цел преглед на ефективната примена на овој договор, примена на мерки за подобрување билатерална соработка, како и решање прашања кои се појавиле во текот на исполнувањето на договорот и тие веднаш ќе си се повикаат на она што не е договорено, односно на член 8 каде што вели во ставот 2 дека ќе се формира заедничка комисија која што нели ќе ги разгледува прашањата и така натаму, ќе речат немаме договор, завршена работа е апсолутно. Завршена работа е и веднаш имаат право да ни дадат ново вето коци. Вака се, ајде. И тоа ќе оди во Да недоглед. одговорам. Утре ќе се отвори прашање за било кои останат од претходните кои што ги наведов, били доколку не се реши за овие останативе Григор Прличев и така натаму кои што Гоце Делчев, кои што се тема на разговор и постојано ние ќе бидеме блокирани. Но дали ќе се подобри животот во Република Македонија? Нема да се Котич подобри. контра одговор. Дали Значи, е тоа историската може? комисија се професионалци кои што таму разгледувале, што кажале. Министерство за образование ќе си даде свое мислење, тоа е врзостно на договорот и нормално Нема лектори, рецензенти нема извини. во образование. Уредниците, односно луѓето кои што ги пишувале учебниците, ќе треба да прифанат или да не прифанат да го сменат онова што е напишано во историските учебници. Доколку нешто се договори или се прифане од страна на Министерството за образование и за Бирото за развој на образованието. Меѓутоа, значи
предпоставките ќе ни стават вето за ваќе ни стават, никаде не пишува, нити во договорот, нити во преговарачката рамка, дека било кој поради нерешени историски прашања или за тоа што некоја тема не била затворена, може да не стави вето. Ево тоа е разликата како вие ги гледате работите и како ние ги гледаме. Никаде не пишува и дека не може да ни стави вето, така? Значи, каде пишува поврзаност со историските прашања? Ја бе преговарачката. Затоа ви реков јас, ние не преговараме со Република Бугарија. Во тој Европски совет има 26 членки кои што можат, односно, да застанат на наша страна, како што застана на времето Чешка, Словачка, како што застана во декември месец на наша страна. И заради една со консензус затоа што се носат одлуките, секое негирање на македонската нација и идентитет и било што да го спречат. Затоа е подобро да преговараме со Европската унија, отколку да преговараме со Република Бугарија, кој што има потпалувачи на страстите и националисти кои што преска ги спомнавме. Јас сакав намерно ги потенцирав овие обврски за менување на учебниците, бидејќи тоа е еден од малите сегменти каде што има известен реципроцитет, иако нема, а во други нема. Меѓутоа, ова е нешто што кај што има обврски и за Македонија и за Бугарија, но и досега не е спроведено, но никој не реагира. Одиме со реклами и потоа продолжуваме со останатите прашања. Продолжуваме со дебатата. Ненад Коцич, пратеник на СДСМ, Игор Здравковски, пратеник на ВМРО ДПМН се мои вечерашни гости. Дури и да го иземеме проблемот со Бугарија, јас со оглед на новата методологија која што е премногу комплицирана, ние во суштина се соочуваме со еден многу тежок процес за кој што никако не можеме да стигнеме воопшто да дебатираме. Здравковски, пак ќе се навратам на тезата дека на вашата теза дека велите избори па понатаму. Избори па понатаму значи дека на избори ќе треба да кажете дали сте за преговарачката рамка или не сте, за да може граѓаните да ја издиференцираат сликата и да ги демантирате, да ја демантирате власта која што амблок ви оценува како антиевропејци. Ќе треба да кажете како вие тоа би го решиле, на кој начин. И тоа се двата клучни проблеми. Но она што е посуштински проблем е дека дури да се прифати тезата дека ќе победите и сами ќе имате мнозинство и ќе си одберете кого сакате од албанските партнери да формирате влада, проблемот е дали не чувствувате дека тоа што сте во моментот надвор од процесот, тоа што во моментов нема никаква дебата за ништо, всушност вам ви прави проблем. А проблемот е во тоа што вашата изборна програма нема да може да се пишува единствено во Белиот дворец, туку вашата изборна програма се пишува сега, секој ден, со секој отворен, со секој почнат и затворен билатерален скрининг. И тоа ќе биде реформскиот буквар под идеални околности, да го најдете да го најдете најсовршеното решение за проблемот со Бугарија и внесувањето во уставот и да ви даде ЕУ нова преговарачка рамка што никогаш нема да се случи, а вашите први задачи како идна влада веќе се пишуваат. Што правиме со тоа? Значи, овака низ процесот на скрининг, кој што е за жал киндапиран од СДСМ, кој што ние не знаеме што се случува, не може да се измисли некоја нова работа. Тие во текот на овие сите оценувања на низ годините ни даваат препораки на каде треба да се движи Република Македонија. Конкретно по секое поглавје не оценуваат и тие, исто како и ние, ги утврдуваме недостатоците на системот. Она што е препорака, можеме понатаму да имаме, од која ќе ја добиеме власта, само да видиме дали
ние некаде во бројките се разликуваме, доколку има препорака се намали број на администрација, број на или некакво производство да се зголеми или стопанство, тука некаде можеби не би се совпаднали, инаку патоказот е јасен. Патоказот е јасен затоа што за влез во Европската Унија се знае дека имаме 3 критериуми. Првиот е од Копенхаген, кај што се кажуваат институционални, политички, економски кои се критериумите. Вториот е од Мадрид, административниот дел, и третиот од Мастрихт, кој што ни кажува каде да се движиме во делот на економијата и што и да се случува, тие недостатоци кои што сега ги согледуваме и тогаш ќе бидат, без разлика кој ги води овие преговори или овој процес на скрининг, на крајот на криштата заклучоците ќе бидат нешто на кое што ние постојано алудираме, нешто на кое што ние постојано укажуваме. Така да сметам дека ќе нема некаква кој знае колкава разлика. Факт е дека оваа разуздавност на власта ќе треба да се скрати, факт е дека ќе треба да се почне. Три патокази, ајде малку сега да го објасниме процес. Значи, патоказите ги подготвува Македонија. И тоа се 3 патокази, 2 патокази се генерално, сега е 3, бидејќи тука е патоказот за малцински прашања, тука се поглавието 23, 24, демократски институции и јавна администрација за кои што не постои цврста европска регулатива. Врз основа на тие патокази, Европската комисија ќе ги утврди одредниците. Без исполнување на тие одредници нема отварање на првиот кластер. Тоа е тоа со што ќе се соочите и оттаму ја влечам тезата дека вашата изборна програма се пишува сега. Еве, јас веќе апсолвирам, се извинувам, дека вие ќе бидете идната власт. Може би сега Коцич или неговата партија ќе процени дека еве еден конкретен пример околу јавната администрација. Вие немате конкретна регулатива која што треба да се прислика, со да сама си проценува дека ќе ги изгуби изборите и си вели па добро, ние никогаш не можевме, ова е тежок и болен процес, еве ќе напишеме во патоказот или порано акцијскиот план како што беше, дека ќе намалиме јавната и државната администрација од 130.000 на 65. И тоа за вас ќе биде устав кој што нема да го смените. Сакам да ве прашам и двајцата, има многу суштински работи за кои што треба да се седне, да се разговара, зошто не го правите тоа? Јас затоа кажав дека е процесот киндапиран и ние апсолутно не се согласуваме со ова што се случува или во најмало рака треба да знаеме и за се треба да се има консензус. Нормално во Европска Унија нема да влезе една партија, како што не влезе во НАТО една партија, туку влезе Република Македонија. Така што секако дека ќе треба да се направат големи резови, секако дека ќе треба да се направат големи отстапки од оние навики кои што досега во Република Македонија се случуваат, меѓутоа треба да се подготви терен. Апсолутно и да се крати администрација, доколку тоа биде услов, ние треба да подготвиме терен за стопанството. Меѓутоа гледаме дека од другата страна ништо не се случува. Гледаме дека на стопанството не му се нудат услови онакви какви што треба за да се заедни. За жал, од друга страна пак имаме и голем број на иселување на жителите на Република Македонија, сакали или не, многумина од онаа администрација одат во пензија. Гледаме дека можеби ќе се најде некаков идеален модел за ова што е за јавната администрација. Меѓутоа, треба, пак ќе речам, од другата страна да ни биде подготвена основата и да се даде поттик на стопанството. Гледаме дека ништо од тоа не се случува. Коцич, зошто го нема подавање рака, поголема вклученост и на опозицијата и на граѓанскиот сектор? Дури и во идеалниот... Ова се навистина тешки прашања, јас се извинувам што и на гледачите и на вас што морав дели да ги елаборирам, меѓутоа процесот е толку сложен што и гледачеве треба да имаат некаква представа колку сите коцкички колку е мозаикот сложен, не е едноставно, ќе заврши скринингот, почнуваме преговори, ни тогаш не почнуваат преговорите, туку ќе почнат откако ќе ги исполниме одредниците, ако веќе инсистираме на техникалии до крај. Но факт е дека недостасува соработка. Зошто и како? Не се доволни флоскули и изјави, ајде, ама потоа нема ништо. И во идеалната бајка замислена за ВМРО ДПМН
не знаат како да одговорат, освен дека власта им ги киднапирала скрининг процесот. Апсолутно не е точно. Скрининг процесот го прави Европската унија и врз основа на скрининг процесот ќе ни се достави извештај за тоа што се случува? Не. Па немаме ни ние, значи тие они си го прават скрининг процесот, не може вие секогаш да се прекажувате како жртви, ја не сте. Првиот проблем кој што го имаме сега е дека за прв пат Македонија има македонско вето. Значи ние сакале да признаеме или не, до сега сме имале грчко вето, бугарско вето, меѓутоа за прв пат имаме домашно вето и тоа е наметнато од пратениците на ВМРО. Зошто не се консултиравте ве коци кој го потпишувате договорот? Да довршам. Јас искрено верувам дека дел од пратениците на ВМРО ДПМН ќе се одважат да го поддржат продолжувањето на започнатите преговори. Меѓутоа, друга страна, апсолутно се согласувам со Боби дека кај нас главниот проблем треба да биде како да ги решиме проблемите. И како ги решавате? Не може ние меѓу себе да си ги вадиме очите и цело време да измислуваме трети причини, меѓу себе да се блокираме и да одиме напред. Тоа е невозможна мисија. Како ги решавате? Значи, ние подадовме рака и за економските проблеми, и во ковид пандемијата подадовме рака, ништо не прифативте. Со измислување приказни, со ширење параноја, не се носи државата напред. Државата се носи напред со професионалци, со луѓе што си знаат работата, со Артан Груби и со луѓе кои што ќе седнат и ќе ги решаваат проблемите за да одиме Европска унија сите заедно. И со Бојан Мариќ. Сите заедно ќе одиме напред, нема да одиме напред ако се продолжи овако. Немате правилен аргумент, разумен аргумент зашто да не влезат бугарите, вие цело време зборувате дека нема шанси да ја изберете. Дајте бе луѓе. Одговараме за 1.800.000, 2 милиона жители. Имаме проблеми, не дека немаме. Меѓутоа, ова што треба да го постигнеме, мораме да го постигнеме заедно. Не смееме на секоја станица да ставаме рампа. Ама, ќе молам се. Не знам како и премиерот Ковачевски и Османи се нафатиле на нешто на кое што знаат дека не можат да го исполнат. Како во име на 80 пратеници тие прифаќаат некаков предлог. Прво требало да се седне и да се дебатира, да се дискутира, да се видат. Можеби ние ќе ви укажевме на овие проблеми кои што ќе се случат. Секој пратеник одговара. Ако некој смета дека треба да го блокира државата, нека ја блокира, меѓутоа ви реков, испаднете како партија, кажете, ние сме против ЕУ, не да глумите проевропски измени, меѓутоа сакаме Република Македонија со стандардно да доближиме до Европската унија. Секој ќе одговара во следниот период за своите постапки. Јас ви кажав, јас сум горд што гласав за отпочнување на процесот, затоа што сакам наместо нашите да се селуваат во Европа. Вие не гласавте за процесот да отпочне, вие гласавте за скринингот. Па не сте го започнале, не сте го прочитале. Не сакам младите да бегаат Европа, сакам Европа да донесеме дека младите да не останат во државата. Тоа е цел. Како ќе донесеш бе коци кога ништо не ти функционира, ни образование, ни здравство, ни земјоделие, дека сме почнале преговорите како понатака ќе да водиме дебата, мене старо не ми јасно. Кој поглед ви го отворите? На 14 јули лани представникот на Европска унија кажа денеска Република Северна Македонија ги започна процесите преговорите. Вие кажете Џамбаски рече. Нема тука дебата. Исто како што кажувате дека ќе имате бесплатно здравство. Кажа Боби Белиот дворец, ама конфискува ви имотов. Не е конфискуван. Како не е конфискуван, судска пресуда имате. Се жалите таму на апелација. Се жалиме, нормално е ќе се жалиме. Срамота е, ја знам, не очекував, мислам, од некои партии очекував, меѓутоа од ВМРО ДПМН, со кое што партија СДСМ заедно ја нели направиле ова, еве, од почетокот 90-тите години постојат, дека вакви обструкции ќе прават на оваа наша заедничка држава, вистина не очекував. Котич, 2/3 нема. Што ќе донесат овие, што ќе донесе оваа дебата и конкретно кој и како ќе ја почне, бидејќи ова експертска дебата малку е нејасно, затоа што процедурите за промена на уставот се јасни, треба текстот на амандманот за кој што би разговарале експертите да биде подготвен или од владата како официјален предлагач или во случајов веројатно од доколку имате веќе прецизирано група пратеници. Кој ќе го направи тоа? Не сме се договарале, мислам дека сепак ќе оди по од владата, мислам, немаме ние поднесено предлог, претпоставам дека ќе оди од владата затоа што нели они би требало да бидат предложувачи, а во однос на 2/3 јас искрено верувам дека во ВМРО ДПМН има луѓе кои што се за напредок на државата.
Искрено верувам дека се заложници на Белиот дворец, тоа го покажа со нотарските изјави. Мислам, јас ако имам доверба во своите пратеници, нема да им барам изјави на нотар, дали потпишува меници или нешто случно, не знам. Меѓутоа, не сметам дека сите членови на ВМРО ДПМН или дека сите пратеници се против отпишувањето на, односно изменувањето на потпишувањето на процесот на уставните измени. Добро, што ако не стигнете до 2/3 за инициирање на измените? Здрави ќе биде. Надежта секогаш последно умира. Ако не сега и во овој парламентарен состав, кога и како? Факт е дека нова преговарачка рамка нема да се доби. Условот за внесување на бугарите во уставот ќе остане. Она што останува на ВМРО ДПМН е во својата изборна програма или час поскоро да ги соопшти алтернативите. Кога и како поинаку. Вака, за овие големи прашања нормално е да се прават референдуми, а најдобар референдум ќе бидат изборите. Само да се доврзам на коцик на она што но го кажа. изборите мора да излезете со конкретна понуда. Ќе излеземе до тогаш, има време, се надеваме дека ќе бидат многу побрзо. Имаме веќе некакви замисли како би се движело тоа, меѓутоа е коцик она што го кажавте, се надевате дека некој од кај нас ќе се одлажи. Абе кај вас во СДСМ 59% од испитаниците кои што се членови на СДСМ се против уставни измени. Не, тоа со анкетите. Ова што се случило претходно со гледаме некакви заложнички драми, со киндапирања, со уцени, со закани, во однос на името. Измислувате. Сега нема да се случи. Моите информации се дека моите информации се дека и од кај вас има луѓе кои што се доволно свесни за не гласаат за уставните измени. Јас знам дека и 2018-19 година од пратеничката група на СДСМ имало пратеници на кои што им се слушувало, кои што не сакале да гласат, кои што им се работи за туѓи бели зборови. Не сакам да верувам. Меѓутоа, сте ги притиснале, изгласале. Ние сме чисти. Ние немаме потреба да прифаќаме наметнување на било која страна, на било кој желби на соседите. Дали се осудени и дали тоа ќе биде трајна пресуда или пак државата поради вашите постапки ќе плаќа пенали како што Оливер Спасовски плати за минатата година на 1910 полицајци пенали, се гледа на каде го терате судството. Вие казнувате, меѓутоа пеналите и казните не ги плаќате од джебот коцик. Пеналите и казните ги плаќаат граѓаните кои што плаќаат вашата неспособност. Какво референдумско прашање постави Мицковски? Ај повторете го референдумското прашање од летото. Што го постави Мицковски? Нема да има уставни измени. Тоа е одговорот. Дали ќе има или ќе нема прашање вакво такво, нема да има уставни измени. Уставни измени можно е понатаму во некакви други услови доколку и појачаме нашите позиции. Сега апсолутно нема никакви шанси. Доколку ни дадат граѓаните некаков мандат за такво нешто и доколку се смени преговарачката рамка за која што еве вие не верувате дека ќе се смени. Меѓутоа, јас ќе повторам мојот став, доколку Република Македонија зајак ни на економски план, ни на секаков план во однос на Европската Унија, доколку се приближиме со стандардот, доколку институциите се функционални, доколку буџетот е ликвиден, тогаш мислам дека ќе имаме многу подобра преговарачка позиција и ќе можеме да промениме нешто за разлика од ова што сега е класичен пораз. Дали се приближуваме кон крај, дали би бил во право ако заклучам дека иако со различен пристап и двајцата сте за идејата Европа дома, европски вредности дома? Апсолутно, меѓутоа уцената не е европска вредност. Јас сум се посигурен дека единствена желба на ВМРО ДПМН да се врати на власт, повторно да зароби државата и се сомневам дали работат во интерес на оваа држава и на овој народ. Кој е заробени? Ако сте за Европа дома како пратеници, ќе ве прашам за крај, дали чувствувате дека веќе како пратеници придонесовте да не се исполни една од главните одредници за почеток на преговори, реален, ако има уставни измени, а тоа е што досега не го донесовте собранискиот деловник кој што вие неисполнета задача од лани и која што Европската комисија ви порача дека мора да ја исполните час
поскоро. Вие, како народни избраници, веќе сте во минус во однос на одредниците кон ЕУ. Нормално Краток нема да го одговор. донесеме кога опозицијата не учествува на комисиите. Значи нема диалог ако некој не сака да комуницира со вас. Опозицијата не учествува на комисиите. Здравко, Какви комисии не учествува Коциќу? Па ви прашате си На и колеги. какви комисии не учествува, Прашате се си и дека колеги. се дуи и СДСМ на власт, апсолутно е дека нив им одговара да нема нов деловник. Ние во меѓувреме го донесовме и законот за буџети кој што видовме дека на првиот буџет за 2023 се прекрши. А тоа е еден од Тоа нема врска со мастрихтските ова. критериуми. Тоа нема Така врска. што мислам дека им одговара овако баш и Бозок. Навикнати се така да функционираат СДСМ во заложништво на ДУИ. Мислам дека додека е Талат Џафери председател на собранието, нема да се донесе нов Две деловник. прашања за кои што може да постигнете консензус и за кои сметате дека мора да има консензус за овој хаос веќе да почне помалку да се средува и да почнеме да заличуваме на нормална држава со нормална институција, тоа треба пред се да почне од парламентот. Зашто мислите дека би постигнале консензус? Да. Па јас мислам дека прво што треба да направиме е да ги изголемиме ингеренциите на Државната комисија за спречување на корупцијата, затоа што тие се сега со ограничени ингеренции можат само да утврдат каде има неправилности, меѓутоа понатаму ништо не може да презема. И второто, ајде би рекол, во однос на економијата, малку да ги почитуваме овие закони што ги донесовме за законот за буџет. Котич. Скептичен сум за било што. Мои искрени чувства е дека се што е добро за народот и државата не му одговара на ВМРО-ДПМНЕ, за жал. Јас ви благодарам за вечерашното гостување во Топ тема и се надевам дека во некоја од следните дебати ќе имаме поголем оптимизам и повеќе допирни точки. Вам ви, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Останете со програмите на Тело.